Луи Витон, Мито, Корумпиранов, Рекетаров, Диаванта, Уплико, Ташняревич. Вел еменке путе бершенге, вел еменке путе бершенге, Биджуко машкар джианенгоро, ек машкар джиероменгоро. Сао? Како што гледаш, народе, мене ми е се преку тасевски. Слаки, машала, машала. Слаки, ти се работи тебе, а? Ти се работи? Па во Република Северна Волкоебина нема кој да работи, Слаки. Имаше право зоќе. Блескаме, Слаки. Како е лепо бити глуп. О, како е лепо бити глуп. Човек на многу работи. Највеќе му ги отвара очите. Ширу му ги отвара, вака ќе го ококори кога си гладен, вака си ококорен цел си, ококорен, гладен, су ми се јаде. Многу ми се јаде, ми коркора цевата, ми коркора. Колку напатени луѓе гладни, со отворени очи, ококорени ви прозбореа. Ви откриваат секој ден, ви се жалат, ви плачат. Во Северната сакала да се задоволи. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести суди или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели? Да те наместат, нели? Бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели? Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки! Слаки, бе! Абе, у затвор бил, бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. Ти фаќа црпка, бе, како може тоа? Да, бе. Како е лепо бити глуп. О, како е лепо бити глуп. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од Кујтим, од Кондово, онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од Шара на чело со Али Ахмети, а? Менторот твој, бе, Бујарче, а? Ајде, моркови, ајде, крастајци, со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата. Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, а? Што е наменет токму за вас. Тенгере! Му рекле на шефот дека го штитат и него и нас во име на повисоко добро. Ама шефот од многу штитење отиде, нели, да продаа корнишони. И прашање на дене кога ќе речат, ај буди го рано на Сабајле во име на повисоко некое добро. И што би рекол народот, колку добро направил судијата, толку добро да најде пред себе. Но очигледно не ја сватил главната шешбеж дубара на овие од озгора. А тоа е дека се снимаат и дека се бележат. И дека еден ден сите од бележникот го јадат калапот, независно колку високо се качени. Зашто повисоко кога се паѓа има голем бум. А голем бум надалеку се слуша, за памет, а и они од озгора се секогаш од озгора, нешто како со газот што е секогаш, да кажеме, од позади. Вел еменке путе бершенге, вел еменке путе бершенге, Биджуко машкар джианенгоро, ек машкар джиероменгоро. Сао? Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, баго си го најабал. Ако речиш дека лидеро нема појма, баго си го најабал. Ако го чепниш негојот братучет, баго си го најабал. Хајде да не јадам ја гомна баго, ја да не го најабам, да си се вратам ја на газот. Вел еменке путе бершенге, вел